до сите во нашиот добар подкаст. А, да се заблагодарам уште еднаш на Светлана Симоновска, која имаше многу добар настап во врска со коренот на јазикот и македонскиот јазик. Таа наша емисија оствари еден голем одек во YouTube просторот, а и поише, затоа што имавме во текот на првата недела преку 240 коментари. Многу ботови антимакедонски се јавија и од Софија и од Грција, кои очигледно дека беа разлутени и дека незината вистина околу коренот на македонскиот јазик како една инекција во окото на нашите противници им зададе удар. А тоа беше моја и мотивација да продолжам во истиот, да барам мотивација кај други луѓе и инспирација, да продолжиме во исти чекори, по исти терк. И затоа денеска го имаме мојот добар и драг пријател од детството, Маријан Камиловски, каде што, Маријан, благодарам што доаѓаш повторно, меѓутоа сакам да кажам имаме една специјална емисија, а тоа е после 20 години Маријан ја реиздава неговата книга Розата од вода. Многу еден интересен текст, надополнет после 20 години, меѓутоа езотерички, историски, културно, доста актуелно, зашто што пред 20 години Маријан има предвидено некои работи и веќе тие нешто се дел од нив се и остварени. За подсетување, на после смената на името, на удар е супресија на македонскиот национализам и патриотизам. И тоа се прави по сите шавови. Економски, културно, историски, името сменено, политички, нашите политички елити не смеат да помислат да го вратат името ни да кажат, него тераат по тој терк дека не можеме, слаби сме и така натаму, меѓутоа ние не сме слаби, ние сме јаки и многу силни. И затоа што сме силни, вистината е таа што може да не прослети и преку говорејќи вистината ние може да победиме. Маријан повели, благодарам уште еднаш. Како вистината и боговите молчат, што да правиме. Да. Кажи ми, како прво, ние зборевме минатиот пат кога беше, ти ми кажа дека унајава книга. Унајава, нормално. Конечно искочи со сите обструкции на Матриксот. Да, и драго ми е дека искочи. Излаза и, значи, како што кажа ти, оваа книга е првпат објавена 2005 година, пред нејзе заедно со Димет Димитровски, мојов колега у делот со речникот, е издаден и македонскиот речник на зборови со езотериски кодови. Односно, као тизер една врста, за потоа ја да објавам оваа книга целосно, која има 750 страници, која што објаснува како е дојдено до сите овие работи, како тие зборови се поклопуваат со најновите истражувања и у квантна физика, у физиката на свеста, поимањето, квантна биологија, значи еден добар микс меѓу како митолошки се гледале некои работи и како тие работи митолошки се поклопуваат со научниве денешни сознанија и како тоа функционира на ниво на неуролингвистичко програмирање. Односно, неодредени зборови, повеќето од зборовите имаат своја содржина. Например, и имаат така наречени генерички низови. Например, рака, ракав, ракавица, нога, ногавица, граден кош, кошува. Во англискиот јазик, например, имаш hand, sleeve, glove. И се гледа дека нема генерички низ. Значи, кога нема генерички низ, тоа се додадени вакви, некаков хибрид е тоа, некаква еклектика. Мислам, постои овој принцип и во англискиот јазик и во сите индоевропски јазици, тоа е општо познато. Но не со за сите збори. Меѓутоа, као квантум, отиде.
микрофонот. Као квантум е многу присутно у македонскиот јазик и у останатите словенски јазици. Значи, поред моите најдобри намери да ја преведам на англиски оваа книга, она е untranscribable, не е возможно да се преведе. Зошто не можеш да се Па ја зашто? Затоа што контекстот на зборовите е различен. Например, ако го земеме зборот мечка или на енглески медвед, ова на српски медвед, ќе видиш дека зборот збори за животно кое е ориентирано како да види каде е медот. Медвед, знаеш. Да. Значи, тоа е карактерна особина на самото животно. Значи, буквално тоа значи животно кое бара мед, кое троши мед. Знаеме дека тоа е карактерна особина на мечката. И тоа во англискиот јазик е bear, а тоа е генерички поврзано со beard, брада. Значи, Beard, се работи да. за дескриптивен опис. Значи, се работи за животно кое е влакнесто, кое е... Значи, самата содржина на зборот дава различни Контекст. Сега. Како тоа да го објасниме? Значи, тоа се вика невролингвистичко програмирање. Значи, кога ќе го кажеш зборот bear на енглески, има една визуализација, кога ќе го кажеш на некој од словенските јазици, кај што е Има медвед, тотално различно. Има различна визуална визуален контекст. Значи, се работи за она што се вика у психологијата невролингвистичко програмирање. Што тоа значи за нашите? Тоа значи дека одредено спознание може да ти биде, доколку го анализираш самиот збор, ќе како да кажеме тоа, ќе добиеш одредена информација. Доколку го игнорираш зборот, тоа ќе биде само збор за тебе и ништо битно нема да ти каже. Значи само површински го гледаш, а вака длабински значењето, добро. Да. Hand, glove, sleeve, кои што се еклектички, значи sleeve не е поврзан ни на каков начин со hand. Да. Меѓутоа кај нас рака, ракавица, ракав е поврзано едно со трето. Значи тоа е нешто што самата лингвистика го има признаено, а тоа се така наречени фрактални низи. Сега тука фракталите, пошто ги имаме сегде у природата, ќе видиме дека е многу нормално и јазикот да има такви генерички низи и по тоа се препознава дали еден сегмент у јазикот е genuine, односно автентичен, природен, или е хибрид, односно еклектика. Свегаш, значи... Дадени му се други зборови со други значења на првото значење. Меѓутоа има... Како, например, рака, глав, друго значење и само му се додадени на раката. Да, и сега ти автоматски не ги перцепираш тие работи, затоа што самиот збор, содржината на зборот има, например, сите знаат Буда, дека санскритски термини значи оној кој е разбуден. Тоа е многу словенски збор, исто и у македонскиот, и у српскиот, и у рускиот. Меѓутоа, он е генерички поврзан со други зборови. Се будам, буден си, буден. Дури и со англискиот to be е поврзан генерички тој. А сега ќе објаснам зашто. Затоа што тие фрактални низи за кои збори книгава, у суштина се и транслингвални. Значи можеш да скокаш од јазик у јазик. И тоа дава една друга перцепција. Тоа, значи, книгава се повикува на Вавилонската кула, односно како јазиците биле измешани, ама она констатира дека се измешани од наша гледна точка, ама кога ги погледнеме од една повисока гледна точка, они даваат сосема друга слика на работи. Каква слика даваат? И па, они, знаеш, на времето, 70 години или 60 некои, еден амерички научник Фритјоф Капра објави една книга која се вика Тао на физиката, каде што ги поврзува источните религиски увиди и учења со квантнава физика.
И од тогаш навака фактички не ги гледаме религиски учења низ призма на догми, него низ призма на нешто што на некаков начин имало увид во природата на стварноста, меѓутоа не низ призма на наука, него низ призма на митологија, низ призма на како да го кажеме тоа, на метафори. И тоа така е кажано у тие текстови, и у древните ветски текстови, и у Стариот Завет, и у Новиот Завет, и у хиндуизам, и у будизам. Значи, сите имаат по некој интересен увид, али многу битно е што и Библијата, и ветските текстови се преполни со словенски збор, односно македонски. Овде зборам пошироко словенски, затоа што сметам дека македонскиот е корен на сите словенски јазици. Што те наведува тоа да кажеш дека македонскиот е корен Сега на ти кажам, сите? затоа што таа слика која се оформува, најповеќе се оформува кога ги толкуваш со македонски кодови. Например? Например, глеј, имаш збор као галаксија, официјално е грчки. Така. Добро. Официјално се толкува како космичката крава на Хера го клоцнала млекото што го давала и млекото се разлило по космосов и настанал млечен пат. Тоа е официјалното толкување, разбираш. Тоа е енглески, овие паметњаковичи го имаат ставено и тоа е официјално, од тука е терминот млечен пат фактички за галаксија. Што ако идеш со македонски кодови, сега ќе ти кажам, галаксија, Г и К се едначат по звучност, па имаш калаксија, што значи као лак кој сјае. Ако ќе погледнеш на небото како изгледа галаксијата, ќе видиш дека кракот, млечниот пат, у суштина е сјаен лак. Разбираш, значи имаш поинаква перцепција на работите. Овде ти вметнува некаков мит кој можда е, можда не е, а овде ти имаш директен опис на тоа што го гледаш, разбираш. Па исто и свемир. Па Све е мирно. Мирно, да, па од тука е и спацио, space, односно peace и спацио. Тоа се латински термини, пак и се мир. Али изворно е словенски тој термин, не е латински. Видиш, латинскиот има многу како да кажеме, словенски зборови кои ги присвојува као нивни. Веден види вици, например, бев видов, победов. Види е словенизам, не е латински, затоа што го имаш, тука се повикувам на еден италијански автор Дженнаро Диамати, кој на иста линија размишља, и он исто кажува, вика ведере, односно види, латинскиот оваков, има словенски корен, и он тоа го кажува затоа што он е опозит на див. Од див е санскритски термин, што значи божествена светлина. И у санскритот и уопште јазиците кои се... Санскритот, што е тоа? Санскрит е древното ветско писмо, најстарото писмо на ова, на човештво. У суштина се постои така наречен ариски дуализам, се вика тоа. Значи, древните индоарици, значи, не мислам на нацистиве, него на белите луѓе, така наречени White Caucasian, тоа е политички коректно сега, затоа што поради Втората светска војна, поимот арици добива негативна конотација. Иначе, зборот се разбира на македонски и се преведува како земјоработник. Од аро-араре, ерто тука е ова, колку ари земја имаш, значи земја, и рие копа, че обработува. Ари од таму. Значи, многу е едноставно. Или, например, земја во Грчка. Најдеш еднаш. Аријовци, значи... Земјоработници. Земјоработници. Да. Ар, земја, рие... Ора. Сорало. И тие дескриптивни поимови се многу типични не само за нас, и за словенскиве нации. Например, пољациве се оние кои работат на поле, нели? Да, апсолутно.
русите се оние кои се русокоси, односно се светлокоси. Значи, кога ќе ги земеш тие работи, ти покажува дека Украинци. па покрајна, знаеш и сами. Да, да. И ден денеска у војна им кажуваат, вие сте покрајна наша, не сте оваква, како се вика гранична држава, знаеш така, како Украј. крајна покрајна. Да. И тука се тие работи многу битни за тоа што они не само што зборат за потеклото на зборовите, него за самата содржина на зборовите, која пак ти го сетира умот малце по не малце, не како што треба. Нашиот ум е, нашата личност генерално е дезинтегрирана. Со нас генерално на 99,9% од луѓе доминира егото. А меѓутоа, крајната цел на сите духовни учења е трансформација на егото у богоугодна личност, а тоа се постигнува ако се интегрираат духот, душата и телото. Сега, ние имаме така наречен карнален или телесен ум или его. Тоа е многу битно, затоа што Свети Павле вика карналниот ум или егото е карналниот ум е спротивен на Христовиот ум. Сега, што значи ова? Да ги споиш ти овие работи, што е Христов ум, што е карнален ум, тоа е да правиш аналогија помеѓу бинарен компјутер и квантен компјутер. Тотално различно Тотално различно. принцип на работа. Меѓутоа, двете се потребни на човештво, на човечката личност. Зашто? Сега ќе ти кажам за тоа, ама потребни се у синергија. Значи, у кореспонденција. Например, зборот инспирација или на македонски вдахновение, значи во духот, инспиритус. Значи, со други зборови, ти, ако се префрлиш на квантен режим, на процесирање на работија, кој е природниот у суштина, ти влегуваш у полето на информација и го даунлоадираш тоа што ти треба. Така наречената акаша или што ја знам, како ги викаат овие. Меѓутоа, ако заглавиш само бинарниот систем и го игнорираш ова, а отприлика атеистите тоа го имаат, они го игнорираат духовното ниво, они влегуваат една ограничена екзистенција која функционира као биоандроид. Таа ограничена екзистенција они ја хипертрофираат, значи абсолютизираат као постоење, негираат било каква духовно ниво, било какво, што ја знам, повисоко ниво на когнитивност и пошто по природа на нештата они не се его, него се многу повише од тоа, доаѓа до тежок конфликт меѓу нив и тоа генерира фрустрација. И таа фрустрација иде у перверзии, као овие што ги гледаме сега со Епштајн и со... Што е врв кулминација на кога егото не знае што да прави со самото себе. Од една страна, од друга страна се затворило однос на повисоките нивоа и не може да еволуира, да. Тука, напротив, деволуција се случува. На ниво на анимален хедонизам го викаат тоа, кај што влегуваат у промискуите дроги, секс со деца. И тоа е фактички сатанизам, што ги викаат овие, дека се влезени у сатанизам. Тоа го имаме сега со Епштајн. Мислам, тоа е revelation, тоа е само сега се открива детали. Тука е целата работа. А тие се одвивале 70-тите, 80-тите, 90-тите и така натаму. Ма не само тоа, еве на пример, сега каде е тука македонизмот, македонскиот јазик во сета оваа приказна? И па видиш, стварите фактички почнава на тој начин што ја почнав да ги анализирам со тој колегата зборовите и онда гледаш дека не е поентава само тоа дали јазиков е македонски или е грчки, туку има цел систем кој те подига на повисоко ниво да размислиш. Сега ти ги руши оние кодови кои што се како да кажам наметнати као светоглед
и ти кажува дека фактички треба поинаков светоглед да имаш пошто ние не ги измислуваме зборовите, нити па содржината. Меѓутоа не можам да негирам ако еден збор, као што е зборот свест, например, кој е сложена форма од све и јесте. Што е тоа есте? Јест, тој јест. Јест, ја јесам. Све ест, све е. И све е, у суштина, сосема кореспондира со тоа дека свеста е феномен кој е безпочетен и безкрајен, дека не е дефинирлив, не можеш вештачка интелигенција да направиш, колку и да е моќна, она е у суштина ограничена. А самата дефиниција на поимот свест ти кажува дека се работи за нешто што е безограничено, све. Све. И сега, значи, ама тоа не можеш да го добиеш од conscio, латинскиот, кој што е па корен на А што е conscio е consciousness. consciousness. Корен на ова, на Да. енглескиот збор за свест. Да. Consciousness ти е conscio. А conscio Што значи conscio? Не знам, ние го потребуваме како концизен, прецизен, нешто така, али генерално ја не можам да видам дека тој збор објаснува нешто, иако е генерално прифатен у западниот свет као термин за свесност. Али свесност има метафизичка димензија словенскиот збор, ме разбираш? И он се Например, која е таа метафизичка димензија? па он се поклопува со, например, нели 2022 година добива Нобелова награда за квантна нелокалност. Квантна нелокалност значи дека еден електрон постои као бран на потенцијал се додека не се изврши мерење од свесен наблюдувач. И тогаш доаѓа до колапс на бранот на потенцијал у една позиција. Со други зборови тоа ти покажува дека има две нивоа овој свет. Едниот е квантното ниво, онака за кое зборував, и тоа е примарното. И тоа квантно ниво фактички е свеста од која еманира овој свет. Не е као што, ние сме сите обучени обратно да ги гледаме работите, дека свеста е производ на развојот на материјата. Што е апсолутна глупост, затоа што материја као физичка субстанца не постои. Не може да се развие нешто трето. Прво мора да има план, а за да има план мора да има универзална свест. Значи, тоа е прво. Второ, материја као физичка субстанца не постои. Значи, сите сме ние составени од атоми. Атомите се 99,99% празнина, односно поле. Тоа што го сметаме за материја, у суштина е набиена енергија само. Со други зборови, например, сега ако кажам за повеќето гледачи ќе викаат што збори овој, ама нека си проверат на YouTube, вика дали нешто воопшто допира нешто. Затоа што на ниво на субатомски честици, оваа чаша што ја држам во раце, ја воопшто не ја држам. Затоа што на сцена стапуваат привлечни одбивни сили. Значи, они не се допираат као ја само имам илузија дека допирам солидна субстанца. У суштина, сите ние левитираме сега у овој момент. Затоа што ништо не допира ништо. Тоа проверите го, тоа е општо позната работа у наукава, ама у обичниот свет тоа не е познато, затоа што сме воспитани поинаку. Да. Тука е целата Кога работа. се работи за македонскиот јазик и кажа consciousness, свест. Кои други такви примери може да види се, целата оваа работа треба се свати, че све ова што го кажав, у суштина се сведе на оноа што сите религиски системи го кажуваат, тоа е дух, душа и тело. Кај што телото е физичкиот, односно видливиот свет, манифестниот свет. Затоа нашиот збор еве книгата, че манифестно се остварила, и Ева, као
наша ова прародителка, нели, според Библијата, уствари не се однесува на тоа дали Адам и Ева ни се прародители, туку се однесува на структура на човечката личност. Еве, значи манифестниот, видливиот свет. Тоа е така наречен сад или женски принцип. Значи не се работи тука за полови, не се работи за туку се работи за физичкиот. Она што го прецепираме као, нели, вика Физички, да, материјален. Бог вика Бог Отец, творец на се видливо и невидливо. Пази, не вика на материја и енергија. Затоа што у една крајна инстанца све е енергија, само што оваа е погуста, па ја перцепираме како тврда, како опиплива, и внатрешниот дух Адам, кој е патник. Во суштина, македонскиот збор Макадам, што значи пат, е директно поврзан со името на Адам, ме разбираш? Или, например, зборот... Па и пат е исто македонски, значи патење. Патење, да, тоа е тоа, ама еве и на латински ластрада, значи пат и страдание. Гледаш како е поврзано пат, патење, ластрада, страдун кај Хрватија, страдање. Значи тоа не е случајно, тоа е тој код кој... Да, порано кога ти идеш, мора да идеш од едно на друго место, стварно немаш вода, немаш ништо, мора да се припремиш за таа дистанца. Го гледале животот како мачно патување, како страдање. Тоа е тоа. И сега тука се надоврзуваме на Одисеј, кај што, или Одисеја, која е буквално идентична со македонскиот збор Одиси. Одиси на пат. Ме разбираш? Значи, грчкиот збор за пат е одос. И он е слејана форма од и до. Тој е македонизам, не е грцизам. Одисеј, ако го преведуваме со македонски клjuč, е оној кој оди на патување. И тоа е у Илијада, ме разбираш? И у Одисеја, уствари. Значи, он е патникот. И паталецот, пошто се работи, значи не е поентава у патување некакво, туку се работи за патување у себеспознавање. Тоа е тоа. Грчкиот клjuč за толкување на Одисеј го преведуваат како гневен човек. Како? Не знам. Вадат некој збор грчки таму и демек тоа бил корен на овакво, на името на Одисеј. Латинската верзија на Одисеј е Улис, што директно е поврзан со улица. А улица е со одење и гледаш, мислам, ја добиваш истото толкување, ама пак со македонски корени, пак со улица, а улица значи улица. Кога идеш, straight ahead, например, тоа ти е, знаеш, онако ќе ги разложиш зборовите, добиваш ти само на улица можеш да видиш некој што ти иде улице, ти иде. Да. И тоа е тоа. И сега пази, и латинското толкување и грчкото толкување е разбрливо на македонски. На ова не е разбрливо, ништо нема никакво значење. Осим тоа грците што викат гневен човек. Шта с тим, мислим? Одеса градов исто значи местот кај што одиш на патување. Што е и сега за жолпа, и Русија го толкува дека е грчко, дека доаѓа од Илијада, уствари е словенски термин, да свириш македонски термин. И гледаш како е наметнато тоа. Тоа е она што се вика gaslighting у психологија, која една очигледна работа ти ја замаглува со некакви други толкувања, и тие други толкувања се у функција ти да не ги перцепираш работите како што треба, како ова со галаксија. Се он ти прави цела приказка за кравата на Хера што го клоцнала млекото, што се разлеало па настанал млечен пут. А реалноста е дека имаш сјаен лак пред тебе. Тоа е тоа, значи тоа е... Што значи гала на македонски тогаш? ГК се едначат лак сија. Као сјаен лак, нешто што сјае како лак. Видиш сега, ти енглески си Да. И македонски него од прва него фаќаш. ГК се едначат по звучност.
па може да биде и калаксија, разбираш, као сјаен лак. Значи, збориме некоја древна македонска форма. Лак и сија. Тоа е очигледно. Тоа е очигледно, да. И КА и ГА се едначат, имаш галичица, значи као убавица. ГК, каличица, голичи, кој ќе каже. Свегаш, мислам, тоа се тие работи кои Многу интересно. не да многу глеса, значи сега ти Кажи кажам, ми некој друг збор така еве што сега има. ти кажам. Например, кажувме дека три компоненти се секојаш у игра, тоа е машки принцип, женски принцип и средишниот столб кој е извор. Извор. Изворот е крајната цела машкиот и женскиот принцип да се спојат како индивидуално, така и колективно. Значи, прво е потребен брак со самиот себе, значи, видиш колку е тоа интересно, кога вика Бог на Ева, вика, мажот ќе ти биде господар, овие го толкуваат дека жените треба да бидат робињи. А всушност се збори духот треба да господари врз телото. Тоа е господарењето на мажот да биде господар над жената, над женскиот принцип. Тоа е многу битна работа, затоа што тоа ја декодира целава приказка. Овие тоа не сакаат, не им одговара, па феминистиње. Све, и црквава чак што виш. Мислам, они буквалистички ги сваќаат сите овие, а уствари се работи за... Кога ќе гледаш господар, господари. Па господар. Ама тоа е господари. Да. Значи ти не си ти шефот, не, ти господаруваш. И нашата титула, тотално различно е размислено. Господин и господја, тоа го подразбира дека ти за да бидеш господин треба тие три принципа да ги споиш у себе, дух, душа и тело, и тогаш си ти под господовата оска. Свегаш, тоа е клучната. Многу интересно. Не, тоа е клучнава работа која ги објаснува сите работи. И сега земи го на пример женскиот принцип, осим што е Ева, у источниве религии, значи Адам и Ева се исто што и Боаз и Јакин у хебрејскиот концепт, у овој концептот на, речи го, Соломоновиот храм. Исто така се нарекуваат соларен и лунарен принцип, кај што соларниот е духот, лунарниот е материјалниот принцип. Исто така, златен и сребрен се користи принцип, односно златото е символ на духот, а среброто на материјата. И кој ќе ги видиш овие работи, крајната цел им е conjunction, односно суперпозиција, да се преклопат тие работи со тоа што се сматра дека духот, женскиот принцип, односно телото, е садот, возило, они го викаат у езотерискиве овакви учења, а духот е тој што го исполнува садот и управува со него. Меѓутоа, ако егото, телото задоминира, тогаш имаш обратна ситуација. Тогаш духот е заровен, а егото управува самото се, како оно мисли. Сега замисли, например, возачот не управува со возилото, туку возилото управува со возачот. А видиш дека имаме тенденција управо тоа да се случи преку вештачкава интелигенција. Не само тоа, него гледај ти удрен пешак на партизанска, пример. Возило удри на тој и тој. Чекај, тој некој го управувал. Некој имал команда на тоа. Значи, фокусот не е на... Ама види, тоа е начин како ние се... тоа е тотално дефокусирање на одговорноста и кој тоа го причинил. Ние како се... Ако го имаме секојдневно. Поистоветуваме со нашето телесно возило и со нашето возило, автомобил. Ти не викаш еден ми ја удри колата од позади, ти викаш ме удрива од позади. Да. Разбираш, значи ти имаш тотално поистоветување со автомобилот, разбираш, и 99% од луѓе
Истото ќе ти кажеш, ама ме опна еден на семафор, сега треба да го правам браникот. Тоа исто како да каже, ама ми ја скршија ногава, разбираш, или... Значи, он се поистоветува со Материјалното. материјалното, скроз. И од тука произлегува така наречениот карнален или телесен ум, кој размишља исклучиво низ призма на материјално. А тоа е главната заблуда на човештво. Да се изгради човечката личност, мора да се спојат сите тие три дух, тело, елементи, дух, душа и тело. Кај што душата ти е квантниот процесор, кој пак има врска со универзалната свест која нарекуваме Бог. За тоа да се случи, ти треба да ги сватиш оние принципи кои се дадени у Новиот Завет преку Исус Христ и вика никој нема да влезе во царството освен преку мене. Значи што значи преку мене? Значи ја да се трудам да се порамнам со идеалниот концепт на личност што ни е даден какви треба да бидеме ние у суштина. Сега да, Сега да ти докажам за еден од поинтересниве увиди. Например, земи го името на Солун, на нашиот нашиот македонски град. македонски град, Да. кој денеска со грчко преименување се вика Тесалоника. И они го поврзуваат со Тесалија, покрајната нивна, и со некој таму, ти реков ми рече, маде и Тесалија словенски термин. Меѓутоа, Солун е главниот оваков, затоа што он у суштина е составен од Сол, сонце, и Лун, што значи месечина. И пак го имаш истиот топонимски концепт, кој го... Која е причината да има и месечина и сонце? И па затоа што е оваа чаша стаклова Баш Солун тоа да го има тоа значење. Затоа што реката Вардар е аксиос, и значи оска, аксис. Исто времено на енглески значи пристап. Ама тоа нема никакво значење на македонскиот. Да, ама има значење аксиом. Ние викаме оска, оска е пермутација мала од аск. Или го викаме Вардар. Не, тоа е од турско време. Тоа не е од античко време. Античко време е... Вардар попрецизно е од Византија навака. А пред тоа како бе? Аксиос. Аксиос е многу битно име, затоа што он ти го ја покажува централната божествената оска, која е многу битна у оваа приказка. И сега они ти прават гаслайтинг, го поврзуваат целиот концепт. Тој И се објасна го сега, Вардар, Аксиос, Солун. И па, Уште храмот на Соломон, самиот збор Соломон е истото значење, има Сол и Мун, сонце и месечина. А овде у Солун е Сол и Лун. Не свегаш? Сонце и месечина. Месечина, да. А ги спојува Вардар. Ги спојува централната оска. Разбираш? И храмот на Соломон, зашто викаат оние, вика, кој ќе го изградиш храмот на Соломон у себе, добиваш Сол и Мун, односно сонце и месечина, у конјукција. А Сол и Мун заедно даваат салмон, односно лосос, риба. Така? Да. А салмон, рибата, е символ на Исус Христ. Значи... Да, зашто е тоа така? Затоа што ти ја кажува кодот, ти ја кажува концептот како ти треба да се изградиш себе. Иако е Соломон пред Исус Христ, цело време едната иста приказка се кажува. И таа иста приказка најверојатно потекнува од македонците, затоа што целата таа приказка имаме идеограмски у словото Ж, например. Добро. Еве ти го, овде ја го дадов, тоа го... Словото Ж, идеограм, да им објасниме на гледачите што е. Да. Тоа е одреден знак кој... Која страна, извини? Ова е страна 70, видија. Словото Ж фактички е идеограм од пехар, односно од чаша. Гледаше втората слика, го покажува... Да. И сега, идеограмот фактички е нешто што треба да асоцира на... Тоа е слика, фактички. Затоа идеограмски овие јазици кои, иако се различни, меѓу себе може да се читаат, например, јапански и кинески.
Тоа се два различни јазика, ама пошто и слики им се словата, се разбираат меѓу што напишал, не што кажал, него што напишал може да препознае у некој оваки. И гледај се што е целата финта. Значи, у ова слово фактички ти е даден светиот грал, зашто е составен од пехар, односно грал, А што и е тоа грал? Holy Grail. Holy Grail. Да. Да, разбираш. Знаеш, Добро. морам со тебе енглески да комуницирам, затоа што 30 Да. години таму Да. не е малце. Да, види, вака, затоа ја галаксија. Да. Значи, треба малце враќање кон корените. Тука сум. И крст у средина, што значи светост. Каде што се... И сега глеј, ако напишеме маж и жена, ќе го добиеш истиот тој принцип на соларен и лунарен принцип, односно спои на... Затоа што маж, жена заедно, значи мажена или младоженец. Свегаш? И сега, они се и така поставени овдека, да десно од Ж имаш маж и лево од Ж имаш жена. А левата страна е секогаш женската страна. Затоа што зборот лева у суштина е генерички поврзан со левак, односно сад, во кој се влева. Ја свегаш играта на зборовите? Левак, Но левак не го споив со сад. Како може сад со левак да е? ама левак не е леворачен, него е левак сад у кој се влева вода, на македонски се вика левак. Дај ми ја левката. Свегаш? Да. Живење у Канада што значи? Многу интересно. Да, сега мене, гледајќи вака, гледам колку, например, кога влегуваш у енглеско говорно подречје и колку другчие те програмира. Види, Свегаш, за гледачите, дека јас таму учев. Не, само далеко тоа. ја како сум учен таму. Да. Значи, светот се потекнува од Грција. Да. Сите, апсолутно, архитектура, филозофија, математика, целата цивилизацијска придобивка на Западот потекнува од Грција архитектура, а кај грците е ставено се и се што. Апсолутно. А поготово што подоцна кога се учи, а нема никакво објаснување. А не само што нема објаснување, него има и контрадикција. Јас земав историја на религија, само да ти кажам една. Историја на религија, он ми кажа професорот, вика филозофијата нема никаква врска со грците, тоа е направено како Фенишанс, они биле до Грција таму кај што е Турција и така натаму. Значи, он го разглабуваат сето тоа, идам после да кучувам англиски и он ти кажува тотално различна приказна. Значи, контрадикторности сами по себе се таму се. Земи го градот Смирна, кој денеска се вика Измир. Значи, Смирна е познато како место и уопште има, нели, овакво зачини Смирна или Миро, тука тоа. Значи место каде што се измируваат луѓето или каде што се измируваш со самиот себе. И подоцношното име Смирна мир. Да, Смирна и Измир е место каде што се измируваат спротивностите. Разбираш? Па истиот концепт. Цело време истиот концепт, ама разбриле на македонски. Ако ти му дадеш толкување турско или грчко или не знам како, ќе свегаш нема никаков гледаш, логика. Например, ова со маж и жена многу добро. Ама тоа е тоа. Значи, од централната оска произлегува и видливото и невидливото, и машкото и женското. И они се спајаат преку централната оска. Централната оска во јазикот, односно буквите е Ж-то. Да. И не само Ж, има неколку. Маж, жена. Да. Сврзникот или, например. Или. Добро. Нели е идентичен со на Исус на крстот која вика или лама савахтани. Што значи татко мој зашто ме остави?
Значи, Или е името на Отецот, разбираш. Ел е суфикс кој секогаш означува божествена припадност. Ме разбираш? И има варијација. Или, ели, али, разбираш? Али да, али не. Или да, или не. А или е двосмислено кај нас, или. Или. Значи, ти фактички секогаш кога донесеш одлука, можеш да влезеш у илуминација и од таму да видиш што уствари ти се тебе дава како излезно решение у даден проблем, на пример. Значи тоа ти е као работа со компјутер, само работиш од себе, ме свегаш. Да. Свегаш кај што 0-1, две позиции. да, да, ама тоа за овој свет. А у суперпозицијата, у квантниот режим имаш и овакво. Значи кај што у нулата, пошто нула нема дефиниција како математички број. Значи два броја немаат дефиниција, нула и бесконечност. А обата се атрибути на Бог, разбираш што сега не ти кажа. Значи илуминација или просветленост, значи ум кој не е ни во да, ни во не, туку е во или. Иначе официјално го толкуваат као осветленост, као просветлен, као у некоја профана смисла, немек едуциран, нешто така, нешто. Да се уствари се работи за оно што ти кажав за квантниот режим на процесирање на реалноста. Затоа што ти кога влегуваш у таа состојба, сваѓаш што е примарната реалност. А у таа состојба вчера, денес и утре постојат истовремени. Тоа е вечноста фактички. Од тука произлегува целата идеја за рај. Разбираш, и за вечен живот, и ти реков ми рече. Се, ова е многу битно. Овој знак Ж го имаме на тронот на фараонот Кефрен. Од каде таму? Кефрен е 2000 години пред нашава ера, пред Исус. 300 години, 200 години пред новата ера, таму биле Птоломеите. Птоломеите официјално се грчка династија, ние тврдиме дека се македонска. Дали они го земале овој символ од таму? Ова е чист македонски символ и разбирлив е само на македонски, затоа што тоа е словото Ж и само у контекст на македонскиот јазик може да се разбере. Значи маже жена, како што ти кажав. Чисто да. И ова беше мој увид. Претходно оној Владо Павлов скрена внимание на ова и тоа стварно држеше вода, иако ја не ги баш поддржувам негови размишлења. Ова држеше вода и искочи по порталиве. И пази, молим те, се јавија факт-чекерите на Уиџабир да не поучат дека не е така тоа. Разбираш, дека нема врска со македонството, дека значи буквата Ж. Очигледно е боде очи. Тоа е тој гаслайтинг, значи нешто што го гледаш, ти вика не е така, вака е. А види сега имаме чист пример гледа Северна. Да. Значи ние сега се убедуваме дека ова е Македонија и дека тоа е тоа. А не можеме и на изглед самите се правиме слепи и се само убедуваме во нешто што не е. Ама тоа е и да го игнорираме фактот дека сме понижени, огромна а се и пак е поврзано со македонскиот јазик, македонството, патриотизмот и така натаму. Огромна пропаганда го преше. И оваа пропаганда е токму заради ова со јазиков, затоа што ти им кажеш дека не потекнува се од Грција. Грците се само едно племе на Балканов, од многуте. Да. Тука се македонци, тука се тракици, тука се но коренот е македонскиот јазик. Да. Апсолутно. И тука тоа точно е оние, чак и Тентов исто тоа кажа дека од овде па идат зад Карпатите. Не од зад Карпатите овде. Затоа што цивилизацијата од овде се шири натака, не се шири од север, од Сибир према... Па нормално, види, ако ги гледаш животните услови у Сибир и тука, да. ти Нормално е дека ја бев во Канада, 7 месеци е зима.
Да, Ти ама не можеш 7 месеци ништо да правиш. да, не Ако само живееш надвор во да, неадекватни да, услови и така да, да, натаму. да, Како што порано да, немале да, да, апсолутно. цивилизација и Значи, така на иди на Аљаска, живее да, ако можеш. Значи, да. не Има жито, говеда и berries, blueberry, да, да, strawberry, да, такви да, работи. да, 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 Толку. да. И целата оваа логика со јазиците, тоа е главната теза на книгава, е длабоко поврзана со квантнава физика, затоа што најнови истражувања на природата на свеста покажуваат дека се работи дека токму квантнава суперпозиција е извор на свеста и она е недефинирлива, као што и самата суперпозиција е недефинирлива у тоа она свест, што ти го кажам. Меѓутоа, оваа книга искача со една теза дека на начин кој е многу сличен на она што го зборевме преска со колапс на брановата функција на Шредингер, дека една ствар делува како потенцијал, се доека не се свесниот наблюдувач не ја колапсира и дека истиот тој принцип може да функционира и у лингвистиката. Односно дека зборовите не се ништо друго до начин како таа универзална свест комуницира со нас. И сега овде јас го давам овој триаголник, треба да го видат луѓето. Да, ќе го прикажеме, не е Да. тоа проблем. Кој се вика Пенроузов триаголник. Мгм. Роџер Пенроуз иначе научник Нобеловец и он на овој начин го објаснува колапсот на брановата функција. Видиш, ова е тешко да го ти исперцепираш и ако пробаш да го црташ, нема да можеш да го нацрташ ако не знаеш трикот каде е. Затоа што нашиот мозок перцепира само логични работи, а ова е нелогичен, го гледаш и сам. Ова е логично и ова е логично. Ама сите заедно споени даваат една ситуација која мозокот не може да исперцепира. Значи, пробај без ова што ти го кажувам ја тука како да го постигнеш. У суштина, и сега гледај, он го користи ова за да објасни како се случува колапсот. Значи, во овој свет може да постои ова само. Или ова, или ова. Ме разбираш? А сите овие три се исти у суштина. Ме разбираш? И Значи гледај, може да биде сиво, црно или бело. не, збориме за ориентацијата у овакво. И сега имаш дали можеме да го примениме тоа у лингвистика? Ја мислам дека може. Како, например? Еве ти, например, сега на едниот крај од цртежов, значи лево ќе го напишеме зборот јама на македонски. Јама на јапонски и јама на хинду, на сите овакви. И тоа е ист збор, ама има различно значење. Јама на македонски е дупка, односно пит на енглески. Да. Јама на јапонски е диаметрално спротивно. Е пик. А јама на хинду е богот на подземниот свет. Значи, ако им ставаме стрелки, јама на македонски стрелка надоле, јама на јапонски би било стрелка нагоре, а јама на хинду би била стрелка и нагоре и надоле. Затоа што Бог е горе, ама на подземниот свет е доле. Ме разбираш, збориме се знаковно, апстрактно да го гледам. И тоа кореспондира скроз, ама скроз со така наречената квантна поларизација у квантнава физика. Например, два електрона ги вибрираат заедно. И сега, според квантнава теорија, они кои ќе ги раздвоиш, комуницираат меѓу себе каде и да се у галаксија, разбираш. Значи, остануваат у врска. И сега, ако ти едниот електрон го пуштиш низ поларизирачко стакло, ќе му се промени поларизацијата, тоа со спинот. Например, ако спинот го означиме као нагоре, овој другиот автоматски иде надоле. Не разбираш? Значи, као одраз со огледало.
ама одразот во огледало е обратен од одразот што од реалноста. Така левата станува десна, десната станува лева. Или некоја неутрална позиција ќе завземе у некоја рамнина вака. Значи, ова е начинот на кој се утврди така наречената нелокалност, која зборев претходно. И тоа предпоставува дека у самото поле на свест, која е веројатно идентично или некаква посложена варијанција на она што го нарекуваме суперпозиција, постојат една врста архетипови. Значи, еден поим ги содржи сите варијации на самиот себе, вклучително и неговата спротивност. Значи, На пример, кој поим би го тој? јама го истражуваме сега овдека. Значи, јама дупка, спротивноста негова е јама врв. Или некоја средна вредност, јама бог на овие, на речи го, на подземниот свет, Кај хиндуите. Да. Со други зборови, ако кај нас ние го завземеме поимот јама дека дупка, кај јапанците мора да биде врв. Ме разбираш? Да, ма зашто баш јапонците? Зашто не? Па може било кого, било кој, ама еве у актуелнава расподелба на тој архетип. Значи, кај еден народ ако завземе позиција јама дека е надоле, нека не бидат јапонци, некој да било кој. Значи, еден народ означува јама као дупка, значи друг народ мора да биде обратно. Ме разбираш? Затоа што логиката е квантна. И иста е као у зборови. И ова е многу храбра теза, ама више не ја перцепирам јас само, него со самиот, како да ти кажам, со самата книга сум влегол ја несвесно у една теза која се вика лингвистички релативизам на Едвард Сапир и Бенџамин Ворф. Тие двајца научници се лингвисти и они работат крај на 19 почеток на 20 век и мање више доаѓаат до истиве заклучоци, дека свеста, зборовите ја програмираат свеста и обратно. Свеста ја ги програмира зборовите. И таму они доаѓаат до едно прашање што е прво, вика мислата или зборот. Пошто без збор немаш мисла, без мисла немаш збор. Јајцето и кокошката. Па одговорот е или. Суперпозицијата е одговорот. Тука е целата игра. Значи, ние само даунлондираме. Дали ќе даунлондираме од универзална све збор или мисла, тоа се манифестации. Значи, мислата е духовниот принцип, изговорениот збор е материјалниот принцип. А обата принципа происходат од суперпозицијата. Бог, да. И значи се добива една велелепна филозофија како ние у суштина функционираме. Тука ова важи и у Англија го имаш истото. Главната теза е дека основата на стварите у англискиот јазик имаш примери исто. Например, зборот word, што е збор, кореспондира со world, генерички е поврзан свет. А у Евангелието по Јован вика од почеток беше зборот и преку зборот настана све, што се гледа и не се гледа, разбираш. Значи го имаат и они тој код, не е баш да го нема. Али е контекстуално поинаков, па многу тешко е да се преведе, разбираш. Не се ќе најдам примери кои може да се преведат, да. Тука нема двојба. Да, меѓутоа секој што знае јазик, а сега знаеме сите знаеме по два јазика, три. Да. Ова ќе го заклучи. Да, или на пример, пошто основа на светот е свеста, а материјалниот свет е происходи од свеста, и вика I think, значи мислам, so there is things. Значи things и thinking се генерички поврзани. Значи објектите произлегуваат од мислата. Аналогно на ова, у нашиот јазик е стварност и стварање. Стварноста е оно што ја го стварам.
Сваќаш, значи Многу логично. логично, ама низ призма на компјутерскиве науки, пошто ти додека не кликнеш, не ти се појавува на екранот, ме разбираш? А позади екранов имаш мал милион информации и податоци. Значи, нашиот интернет е една бледа имитација на космичкиот интернет. Кај што ти буквално, нели, она, како е кажано, вика, малце вера да имате, вика, на планинава да и кажете да се мрдне, ке се мрдне. Разбираш? Зашто? Зашто е виртуелен светот. Низ нас се прекршува и се проектира. И овие материалистички филозофи, као Енгелс, например, има некои статии за космосов, за, ти реков, ми рече, како еден ден човештвото ќе изумре, како космосот ќе биде пусто, празно место, ти реков, ми рече, тута па у поем, разбираш. Да. А уствари обратно. Ако исчезне свеста, исчезнува и космосот. Космосот е продукт на свеста, не е обратно, разбираш. Значи, без наблюдувач нема реалност, у тоа е целата финта. И тоа ни овозможува оноа што е кажано у Новиот Завет, дека сме ние ко-креатори на овој свет, односно креатори на нашата локална реалност. И овде е излезот од овие свињари кои ни се наметнати, а главната свињарија е пиететот према Грција, затоа што тотален гаслайтинг е тоа, немаш ништо да сватиш без словенско толкување. А целата западна култура и се што Абе, е глупост е тоа невидена. потекнува Да. ги насочено на Грција. Ама зими го е Посеидон. И тотално игнорирање на македонизмот и Да, македонците. зими го Посеидон. Чисто разбирливо на македонски, значи богот на подводниот свет, значи оној кој го поседува дното. Разбираш? На енглески исто, possessed. Значи нешто што поседува, разбираш? На грчки не значи ништо. Архаизам. Не може да биде тоа грчки, затоа што од Поседонот, поседнатост, за поседнатост, еден куп зборови се изведени, разбираш? И се одеднаш овој кој што вика немам никакво значење, нема архаизам, некој не може да ти објасни ништо, вика мојато исто. Како може да е твој кога врска нема твојата интерпретација? Нема никаква логика на тој нема збор да никаква биде твој, а ја го разбирам природно. Да. Преку мојот јазик. И тука има многу битни работи, како космос, например, на грчки значи ред. Меѓутоа космос е анаграм од мозок. Значи ако го прочиташ обратно космос, ќе добиеш со мозок. Значи се работи за врска на макросветов со микросветов. И наукава вика космичката мрежа, како се поврзани со звездиве, со гравитацијски полиња, со електромагнетски полиња кои ќе ги снимат, добиваш слика која е неверојатно слична со врската на неуроните у мозокот. Значи, мозокот ти е космос во мал. И затоа се анаграми, разбираш? Значи, самава, како да кажам, универзална свест ни дава зборови кои тоа ни го објаснуваат. Ово ништо не можеш да објасниш. Ништо, апсолутно не можеш да објасниш. Нити ќе ти биде јасно. Нити па ја верувам дека древните... Тој бил империјален јазик, кој бил коинем, суштина, што значи дека бил кованица. Од словенски термини, од вакви термини, од феникиски, од кој знае што, разбираш. За да се комуницира. За да се комуницира меѓу себе, исто као латинскиот. Со тоа што тој бил малце поуспешен, затоа што е задржан денеска кај Грција, додека латинскиот, не, обратно. Латинскиот е поуспешен, затоа што италијаниве користат многу од него, Да. а старогрчкиот практично нема врска со ова денеска што се збори. Маријан, да ти кај може да купат книгата нашите гледачи? Па сега за сега овие првиот тиражи директно преку мене или на Слободен свет порталот. Или дали може да дадеме контакт, имейл на нашите во може, само треба да се организираме, знаеш. Ја форсирав за да фатиме 20 годишницата као јубилеј, па овие други делови као дистрибуција ни се добро разработени заради да се фати датата. Кај планираш виднина да се
да се продава Па книга. ќе видам, ќе делумно ќе мора за странство и партнер да се најде. Мгм. Ти ми понуди некои контакти со Да. Австралија или не знам каде. Па ќе преговараме и понатаму. Така да, Види ова, секаде кај што знам луѓе кои се бават со издаваштво, да, ќе ти ги веројатно ќе понудам, не пројде е без проблем. проблем. Али многу интересно е што веројатно треба да се напише дека книгава е untranscribable на енглески, дека само преку македонски или евентуално сродниве јазици како српски Може да се разбере. може да се разбере Апсолутно. што е писец треба Да, да не каже. можеш да ја преведеш и тон да го разбере Може, сето ја тоа. стварно Треба да зборев го знаеш со македонскиот да го разбереш. наша писателка која е родена во Австралија и она работи за оваква за исто издава романи многу, дали за New York Times беше појма немам. И она беше заинтересирана да ја преведе и кога ја прочита вика ова невозможно да се преведе. Не можеш да Да, преведеш. Не да можеш се- значењето на македонскиот да се Да, преведе. значи Да контекстите се другчи. тотално различно. Ја понекад Тоа и види вака, ако добро го знаеш англискиот, исто така е кој ќе го преведеш, значи Lost in Translation. Да, се Lost вика in тоа. Translation, изгубени во превод ќе видиме, затоа што, Да. па еве, например, тука почнувам со овие Сапир-Ворф хипотезата за лингвистички релативизам, кој фактички од таа приказка е изведена сценариото за филмот Arrival. Мгм. Arrival е science fiction филм кај што као доаѓаат некои вонземјани и не може да се комуницира со нив бидејќи се неверојатно различни од нас, као октоподи се нешто комуницираат со прскање црни форми, некој облик на кругови и таа мисија ја превзима една лингвистичарка која полека успева да навлезе во логиката на нивниот јазик и неизи се случуваат истите овие работи кои што се овдека опишени и кога се појави тој филм и се јавија читатели, вика, абе си огледали тој филм, вика има многу сличности со твојата книга, дека се преобликува мисловниот ток и почне да функционира на друг режим. Апсолутно. Види, И она благодарение на тоа јазикот си има да, своја персона. да, И ти кој ќе го збориш јазикот на да. ти се уствари влегуваш во персоната на истиот и почнуваш да бидеш нешто друго. Ова мене ми се Точно, случи ја кога живеев во точно, Канада. Точно, па Ја кога зборам англиски и па, кога сум да. бев окружен околу пријатели, немаш Да. македонци таму и Да, така да, натаму. да. И Само по автоматски себе јас влегуваш го у... губам идентитетот Да, македонски, тоа. превземам, да, и тоа Тоа е е тоа. нормална работа. И сега кога ќе ги погледнеш тие работи, испаѓа дека ова со пиететов према грциве е, како да кажеме, Борба за идентитет. гаслайтинг и наметнување на идентитет. Апсолутно. И цела овој судир меѓу руската црква и ФАНАР, кај што се прекршува преку нас, они се многу свесни, затоа и ние признават црквата, Да. е у суштина ова. Они ти пуштаат гаслайтинг и ти наметнуваат грчки. Дури грчко пеење, грчки интерпретации на библиски кондови. Иконите и објаснувањето на грчки, кај Значи, што е... не може тоа. Значи, нека си го брише од памет овој Фанариотов од Бигорски. Партени, да. Тој прави огромно зло и огромно богохулење. Тоа да го прави. Огромно Така, богохулење. Нека му мисли. Значи, хула на Светиот Дух не се прашта. А ова е тоа што го правите. Да. Разбираш? Да оставиме и нешто за друг пат. Па да оставиме, да. Значи, ова книгава е благодарам како прво. Јас ви окуражувам сите да се ја купите оваа книга. Јас купив 2. Ја би ја рекламирал као книга која секој македонец мора да има. Да, апсолутно, каде А да живее. нека ја чита која ќе биде зрел за тоа. Зашто мене ми викаат многу сложена е книга. Книгата не е сложена, она пишувана на научно-популарен јазик на ниво на еден Артур Кларк, нешто така. Меѓутоа, дека луѓето им се ускратени многу информации. Пошто овде јас се повикувам на еден куп книги, на 30-40 книги. 72 страна гледаш жото и како го поврзуваш со
кефир, Да. да, Кога сме више кај тоа, нели кај кажав дека фараонот. се јавија од Вистиномер, тоа го кажав, Да, видите. Лажомер што го викаат. Да. Тето види, тие се најголемите Ама суперионисти. тие го бранева и Го с- Епстейн дека ништо немало таму, Нема дека докази и така конспирацијски натаму, теории биле да. тоа на Не, лудаци и такви работи, се искочи 6 милиона фајлови. Значи, секој кој се прокламира дека не е нешто, уствари е нешто во Уствари е овој. нешто, да, тоа е страшно. Маријан, благодарам многу. Фала за поканава, мислам за- дека направивме интересен муабет. Апсолутно, на сите вас ве окуражувам да во контакт, во дескрипцијата наша која ќе има негов контакт, да го контактирате Маријан. Сега за сега книгава е достапна преку него. Се надевам во иднина ќе има и некои книжарници кај што ќе биде истата понудена. Добро, она се продава и кај овие на улица што продаваат продавачеве кај Сонја на улица Македонија и Мгм. кај Жаре на Кеј. Значи, да, но сепак не е пошироко достапна, Не, за жал. за сега не. За сега не знам, имаме ексклузива овдека и ти благодарам, ќе бидеш наш гостин, ќе имаме да збориме некои други работи, геополитика, што се случува, светот се менува Со многу, задоволство. многу Преку ноќ брзо, се менува, преку да ноќ не и- стигаме буквално да го Да. изанализираме све. Апсолутно. Ова со Епштейн беше, Ова Не- соештен си виде, ја сите го знаевме, ова кој живееше во Америка, да, затоа што, знаеш, неофицијално се слуша многу шепоти. да, ама тоа Што е се тоа. слушаше и тоа беше супресирано. Да. Но сега приморан Мгм. мораше да го објави тоа политичка ќе му штетеше на Трамп ако не ги објавеше. Да, да, да. И затоа се објавени сите овие Добре, пикантери. добре што е Така да. објавено, конечно да не плюкаат нас дека сме конспирацијски Да, апсолутно. лудаци, него и како има. И е овде, например, оваа книга зборуваме за лингвистичката конспирација, што не е ништо друго до замаглување на умот, да не може правилно да ги испорцепира содржините на зборовите и тоа све доаѓа поради грчкото чудо у наводници. Лажираност на целата. Па не може целиот- не целосно, меѓутоа лажираност на историјата, Да. деломно лажирање на историјата со супресија на Да. македонскиот јазик, Да. а сега идентитет со промената на името, знамето и така натаму. Но Целиот, тука сме да се бориме и да не попуштаме во нашите ставови. целиот словенски свет е преполн со ветски термини од древните веди. Тоа значи дека пишувачи на најстарите интелектуални, религиозни и не знам какви текстови се токму прасловените, ама терминот словени доаѓа негде у антиката, може да пред антиката, кога доаѓаат тука. И најверојатно словените се или директни наследници на ведите, или се они самите пишувачи на ведите кои... Така да ова е огромна тема и голем судир Апсолутно. на Да, цивилизација. драго ми е. Благодарам уште еднаш што ме следевте на овој интересен разговор, а до следното јавување ви пожелам се најдобро.